Здраво и добре дојде во епизода 16, Уилкаст with Јосиф, поддржано од Домови за стари лица Феникс. Денеска гостин ни е Елена Бубало, до тамна е договорена, но никако да ја реализираме, затоа што поради распоредот динамичен и тензичен кој што и двајцата го имаме, но еве конечно се случи. Повеќето од вас и многумина од вас ја знаат. За оние кои што не ја знаете, тоа е тренер, ќе ја заследите, некои ќе ја гледате на рафт, како во форма на протеинско чоколадце. Тренер, сопруга, мајка, човек кој што многу инспирира, жена која што навистина успева да жонглира во многу области во својот живот и да се развива и постојано да учи, така да ќе уживате во еден инспиративен разговор со Елена Бубало за она што прави, за активниот живот, за исхраната и за сето она што го промовира и го носи како вредност во својата заедница. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram се местата на кои што ќе можеш да ја следиш оваа содржина и се разбира, дај ни фидбек, постави прашања, поврзи се со Елена и уживај во овие 50 на минути. Епа, драга Елена, почитувана. Добре дојде, еве, конечно, од кога се договараме на подкаст Уилкаст with Јосиф. Фала ти што ја прифати поканата, знам дека ја одамна прифатена, ама знам дека и динамиката твоја на живење и на работење е доста интензивна и еве конечно пред новогодишно најдовме време да го снимиме. Секогаш со задоволство, не смеш да кажеш дека сум рекла никогаш не. Не, апсолутно немам за тоа. Немам. Со задоволство, само да се погодиме, да се видиме и да зборуваме. Имаме што да зборуваме. Ја не верувам дека некој од заедницава нема да те знае, али да не бидеме его трипови и еве чисто некој прв пат ако гледа или се запознава со Елена Бубало, чисто на кратко еве да ја запознаеш заедницава, која е Елена, што прави, кај може да те најдат, што можеш да им помогнеш? Да. Вака, јас сум групен и повеќе групен, многу малку персонален, немам време за тоа. Индивидуализирано групен една на стори, нели, вежбачка ти пиша. Тренер, па вика, не знам, секоја година викам 13 години, фирмам поминале веќе и повеќе од тоа. Дипломиран сум биохемиски инженер прво, ама не се пронајдов многу во тоа. Све во рок, не дека бев лош студент, ама некако работата и се меѓувреме почнав со вежбање и слично и после тоа се завршив ДИВ во Белград. Таму има као специјализација посебно на факултетот што е многу добро за некој ако го интересира и сака во малце повеќе да научи, а да му се даде за тоа што таква можност нема кај нас, односно мора да завршиме 4 години. А за тоа да станеме професор по физичка култура. Јас не сум професор по физичка култура, меѓутоа сум едуциран тренер за тоа што го правам. И патам нели многу семинари, полагања, исхрани, чуда, нели за да се дојде до ова, да сега нели си имам некоја своја програма што ја крстив тоа Total Body Workout и не знам дали е тоа името сега вака ако размислам подетално и ако се навратам на тоа. 15 години мислам дека веќе помина. Се наоѓаме моментално на 2 локации, групните тренинзидните се во Лисиче во сала, каде што е кросфит заедно со сопруготата нас тренинзите и сега отворивме нова сала во Карфош 1. Нема 3 дена, млада сала, каде што ќе биде специјализирана само за женски фитнес, односно исто. Групни часови, во меѓувреме работиме платформа каде што Хилтими, каде што може кој кога сака и како тоа ми беше нешто ново што не ќе воопшто да го прифатам, а ми наложи публиката да го прифатам. Уште не можам се навикнам дека некој вежба, а немам фидбек од него, тоа страшно ми е тешко да го прифатам, али ете, така функционира светот и нели мораме и ние да се прилагодуваме. Тоа е Хилтими платформата каде што имаат исхрани, тренинзи снимени, функционира на претплата, секоја недела добиваат нови тренинзи, кој сака е сигурен дека знае да вежби, не му требам јас да го коригирам. И на крајот се онлайн тренинзите лайв, кои што се на Zoom се одвиваат секој ден, има од себе навечер. Тоа е она кратко што јас моментално го работам, патем чувам чат па деца, готвам, имам пријатели и слично. Али таа е Елена за која што требаше да се каже нешто. Значи жонглер уствари треба, не тренер.
Елена, Total Body, знаеш, си го крстила можеби некогаш, ама повторно ако еве јас се баш кога го спомна го размислувам дека па Зошто друго така? име не ни би, знаеш, и стварно е Total Body, пошто целото тело е фатено во тие тренинзи. Знам дека имаше периоди во животот кога, нели, почетоците ти се соигравар на Да, аеробик убаво што кажа. и така натаму. Зошто еве конкретно ова недисциплина, туку овој начин на вежбање си го избрала, а не на пример аеробик или пилатес или било каква друга групна активност, па и кросфит на пример. Да. Зошто ова? Што еве сметаш дека е најдобро или има некоја друга приказка позади тоа и најголема љубов можеби имаш ти лично за да го вежбаш тоа? Ајде се вратиме на почетоците. Тока убаво спомна дека јас имав почнато со аеробик. Ама тогаш уште и учев, не бев толку запознаена со фитнес светот, нели и сето. Тоа е една жива материја која што расте со текот на годините, атрактивноста, резултатите, достапноста на информации се менуваат. Првично аеробик држев и многу се пронаѓа во тоа што е динамично, јас сакам да викам, да бројам, и кога ќе почне часот не застанувам. Као не ми требаше ни микрофон ништо, број, меѓутоа тоа стана за мене прво истоштувачки, затоа што тоа е аеробикот како сама дисциплина и тоа беше многу актуелно пред 15 години. Премногу. Значи, првите тренери, сега ќе спомнам и Лазар, кој што ми бил и ментор и слично, беа единствените со пилатес на почетокот што излегува во Македонија, од тако вид на трензи, не ни имаше многу. И беше баш атрактивни, си да сакаат тоа да вежба. Се вежбаше во ритам, дали биде степ аеробик, дали таебо, дали само аеробик. И вежбаа сите исто се број, 30 ќе влезат во сала, сите исто вежбаат. Јас еден тренинг, втор тренинг, трет тренинг, четврт тренинг вежбам со нив, буквално ме снема, бев 15 килограми помалку од што сум. Сега, ама тоа нема врска со едно е за вежбачите што е придобивката, едно е за мене. Ајде јас тоа го решив со мене кога видов дека си направив голем проблем за сопственото здравје, затоа што и толку тренинг не е добар тренинг во текот на денот, не толку трошење на телото, тоа нема врска, не може ни да се изеде толку колку што му беше стрес на моето тело плюс факултет, учење, друга работа, затоа што јас не можев да обстојам со таа работа, ми беше многу таза, нели, за живот и слично, финансиска подкрепа, морав и друго да работам, меѓутоа сватив дека резултатот кај вежбачите е лош. Бев убедена дека така е надобро, зашто јас и кога студирав во Белград, тоа го учевме пред се. Као одевме на аероби, групен час, броење, ритам, битови и слично. И не може. Атана со меѓувреме почнува да учи за кросфит, тука учиме ново, одиме на семинари низ Европа и мојата едукација тука малце се расширува, да јас сватам дека од една страна свесна сум, од една страна не, дека не може 30 луѓе во една група да вежбаат изброј на повторувања и тренинг да направат 30 луѓе, без разлика што е групен час. Нели сите сме различно физичко спремни. Машки, женски, тогаш секогаш сум имала повеќе жени, ама сум имала и мажи во групите, особено порано кога не беа актуелни кросфит, функционален тренинг, тоа сега излегува, немаше толку многу, освен да избориме за карате, кошарка и тие работи, избориме за вакво рекреативно спортување. И сватив дека едни ќе имаат супер резултат, едни ќе немаат, едни ќе им биде пренапорно, некои ќе им се лоши, па затоа Елена лоша, нели, пошто така часот си се вози, си се тера. И така почна да се менува мојата програма, ама не може сама да ја сменам, затоа што реално и на факултет така не учеа за многу работи, него тука беше веќе многу едукација и склопување на буквално, пошто учевме и теретански вежби и слично, например и за персонализиран тренер исто така учев, па сето тоа го споив аеробикот како еден убав дел што е кардио, сакат спорот, кардио е вежбање за подобро кардиоваскуларно здравје. Меѓутоа пак треба да го вклучиме. Па кросфитот тука како дисциплина, теговите некако направив некој микс со кој што ќе може да имаме дадена задача на време на часот, ќе треба секој да ја сработи, ама секој во своето темпо, според својата физичка подготвеност, според својот ден. Немаме сите различен интензитет, различна тежина, различно време трајање, ама сепак да биде тоа групен час и никогаш налик тренинзите кои ќе ги видиш на стори кои ќе објавам, се личи дека овде кој што сака прави. Така личи, затоа што нема сите сега еден, два, појди од себе дека, нели, затоа
Затоа после се смени работите, ја не сакам групен час, не сакам да направам 20 чучувања со 10 кила како што прави другиот. И тука појде целата приказна. Немам програма само за задник, немам програма само за стомачни, тоа е веќе индивидуален пристап, него и тука појде тоа тотал body workout, зашто сериозно се работи цело тело, сепак има програма. Еден ден е фокусот на долен дел, еден дел е на следниот час е горен дел, па еден ден е пример кардио, па пак е јадро, значи има не е тоа сега секој ден, ние само цело тело го вежбаме. Ама од друга страна мора да се разликува од теретана каде што ќе има паузи, чекање, не е тој стил на тренинг. И така излезе некако целата. Пак активно не се вежба еден сат. Тоа имаш загривање, имаш опрема, имаш техника поминување, па 35 минути некаде е активното вежбање во еден час. Не знам, се надевам дека ме ја разбра поентата, Да. како дојде целото тоа, затоа што и сега сакам тоа да го пренесам и не сум против аеробикот. Напротив, Не, знам треба да дека не. знаеме што сакаме да постигнеме. Зашто има ден денеска некој што сериозно нема воопшто ни гајлас што ќе постигне, едноставно сака да дојде таков напорен ден има и тоа дека он не треба да брои, не треба да се замара, ќе отиде ќе си се издрипа 1 сат и тоа е супер. Само треба да знаеме што сакаме. И така да си одбереме што да вежбаме и дека нема најдобра програма, нема најдобар тренинг, тоа е конекција помеѓу, не си одговараме сите. Тренерот е интимност како и докторот. Да. Така, нели интимност е, треба да си одговараме, треба да ја знае проблематиката, да ми го знае карактерот. Не е проблем ако не си одговараме и не значи дека тоа Јосиф не е добар клиент или дека Елена е лош тренер. Не би требало така да ги делиме, мине едноставно таа енергија, тој вид на тренинг не ми одговара, затоа ќе одам и друго ќе вежбам. Затоа нема најдобра, ма јас во ова пробав да имам најдобри резултати со сите. Ти да имаш со цела група резултат, значи треба да погодиш групна и индивидуална да биде програмата, да ги задржиш луѓето подолг период, да останат со тебе затоа што гледаат прогрес. Така гледаш дали треба да менуваш или не, ако ти се губат луѓето, тоа е со групните часови. Значи, Добро, ама знаеш за прогрес, ја барем лично сметам дека треба да создадеш средина во која што луѓето ќе сакаат прогрес, затоа што и конкретно и сметам дека вашата победничка стратегија е токму тоа што вие многу давате акценти на заедницата, на атмосферата, да не сакате некој да ви донесе Его. знаеш, его да успее да проклизи во атмосферата дека нели сега нели да нема попустливост према Не. одредени луѓе затоа што имаат одредени титули или така натаму, туку правилата се тие за сите. за заедницата знаеш, е здраво и тоа сметам дека кај вас Секој треба да му е прави пријатно. разлика, бидејќи знаеш, има ти можеш да одиш на вежбање со години и да немаш прогрес. Затоа што има и луѓе кои што не ги интересира прогрес, повеќе ги интересира да чекираат лично за себе, да не чувствуваат нели грижа на А и тоа не совест. е лошо. дека- Да се да. дојде да се испоти за енергија, за убави хормони, нему цакању резултат, не се замара. Да, и тоа може е и супер. често затоа се шокирани луѓето кои ќе дојдат кај тебе дека ако дојде да правиш нешто, ако дојде да се појавиш на вежбање за да се нели од дома да те снема, онда не Да. е за тебе. Па да, сакам Али и е заразно. Знаеш, кога ќе доеш па усредина, дури и да не си бил спремен за такво нешто, ако Се пренесува ако не енергија. се скршиш у првите недела дена, најверојатно ќе се заразиш со таа енергија да, знаеш, да сакаш, едноставно гледаш дека еден куп луѓе десетици околу тебе во групата го прават и ќе да те ќе го води посакаш тоа. и ти. Да, енергијата е таа природна елиминација. Тие што ги спомна што влегуваат, може они да не се пронајдат, ќе пробаат да се наметнат. Ама ако не си отидат сами, ние им кажуваме дека не им е местото тука. Никој не сме да го наруши часот на некој што дошол тука денеска и И му е стандардите. пријатно. Не. Значи сите имаме своји проблеми, сите можеме да си се докажуваме на друго место, тука не. Не е дојде некој да трпи некоја лична фрустрација. И тоа не го дозволуваме ни за ниедни пари на светот и за ниедна чланарина и не знам и кои да. И тоа многу добро го знаат, затоа дел никогаш не ни пробале искрено да дојдат да вежбат, затоа што се знае која е атмосферата. Секое време треба да се цени. Јас на секој еден што дошол, треба 1 сат да дојде, треба 1 сат да извежба, 1 сат да си отиде. Тоа е скапоцено време и јас го ценам дека го одбрале да го направат тој да дојдат. Со нас, со мене, неважно, со нашите сега колеги кои што ги имаме во тимот и треба да се цени и треба на секој ден да му е пријатно. И секој еден нешто ако слушнам лошо, буквално сум како наставничка. Мене многу ми значи, пошто мора да се ставиме на нивно место, еве ти да се ставиш, нели?
да тебе да ти е така и да ти е неубаво заради нечија фрустрација. Без разлика што те плаќа, не те поседува, не ти одговара само едноставно атмосфера. Немој да нарушуваш таа, зашто одвај чекаат да дојдат и да се извежбат. И мора да има убава атмосфера, секад ќе има нов, секад ќе има покрупен, секад ќе има слаб многу, секад ќе има некој незадоволен лично. Тој треба само да се осети дека тука му е убаво, да го заборави тоа и после месец, 2, 3 да си рече да, јас имам тука резултат, го постигнав тоа што го сакам, или ако ништо друго, се чувствувам безбедно. Како на децата, така и на возрастните ни треба безбедна околина во која што ќе вежбаме, растеме и се развиваме како личности, тоа нема крај. Да, и баш и мислам и затоа спомнав дека сметам дека средината која што вие ја креирате е победничката стратегија, бидејќи атмосферата создава да човек посака прогрес и дозволува прогрес. Знаеш, расчистено е од многу троскот. Нема мучуриште. Тоа вака од надвор кога го гледаш можда. Ја не можам се тие работи да ги видам. Да, пошто си секој ден во Да, машината. јас сум у тој балон, тоа преска го зборам. Не знаеш за поразлично. Не, ти не мене знаеш ми е за се окей, поразлично. супер, сите вежбат. Мене ако ме прашаш, сите вежбат. Јас само со тие луѓе сум опколена. И сте достапни и надвор од сала. Да. Што е многу важно. Знаеш, Па да, не троши тука има многу, ама да. и други додадени вредности. Види, а што е друго смислата? Ако нема, знаеш, Личен контакт. па да. Сакаат. А и треба. Мислам, тоа е ни учење на факултет. Прво од правилата, кој сега памтам од една од прво од Па предавањата. луѓе не се врзува за шипка, за човек се врзува. Да, и кога ни рекоа, ментор. едно што мора да се научите е дека секое име треба да го знаете и на не му се обраќаш со дечко, него со Јосиф. Значи, првата работа. И важно е тоа, сваќаш која е психологија на луѓето што јас не знам. Не знам да зборувам за психологија, можам само од искуството да кажам са некој да седне и да ме прашува, али не сум учител за тоа. Ама тоа многу влијае. Премногу, јас осеќам и кога ќе ме сменат некојаш и ќе пишат: "Леле, ми фалеше да ми викне некој Елена, името да ми го спомне." Пошто не е пример ќе викнеме за мене, не ги знаат и мињата, а денеска топ тренингот се супер, ама фалеше некој да викне Магдалена. Као далеку да ја викне. Колку тоа нив им значи, е важно, ја не намерно тоа им го приуштаме во целиот систем. Индивидуализацијата. Да, па да, тоа. Да, групен види, час. следново прашање ми е исто. Знам дека веќе не, ама работеше и со персоналци, 1 на 1. Да. И зошто не би избрала 1 на 1, а го избираш групниот начин? Сега ради време, можам да кажам повеќе. Па зашто добро, ова можеш многу да ме- речеш, слушај, нема групи веќе, само 1 на 1 работа, Ама, ама не избираш. Не го одбирам тоа. Зошто? Многу ме исполнува оваа работа со групни часова и некако имам влезано во сршта. Значи, јас можам денеска со 40 луѓе буквално сама да се знајдам и не знам, нескромно да кажам дека ќе направам идеален тренинг, што еви финансиски ако го гледаме од аспект тој сат, са реалност, како ќе ми биде мене подобар него колку ќе наплатам за еден персонален тренинг. Еве веќе ако гледаме и од финансиски, нели, аспект, мора сите работи да ги гледаме. Друго бара многу повеќе посветување. Персоналниот тренинг не е само да дадеш тренинг, најмалку е тренингот, тоа е процес, тоа е следење, тоа се мерење, они сакаат поголем разговор, состаноци, често гледање. Јас за тоа веќе немам време, не знам и нерви. Дали имам сега со сето тоа. Значи, прогрес ми е во работата, порано и во тоа многу уживав. Едноставно сега немам време, кога инсистираат со мојот тим да прават, ги даваме, еве Стефанија на пример, многу држи персонални тренинзи. Да, значи кој инсистира, сакам твојата програма готова, јас со Стефи седнуваме, правиме план и она си ја прави целата Но програма. нејзиниот карактер можеби повеќе одговара. Да, одговара потрпелива е и се има и време и слично. Јас или треба во текот на денот да си скратам од децата уживањето што ми е, зашто толку е се сатите во денот да го направам тоа веќе. Едноставно само сум пренасочена на ова. Нема негативно, позитивно, и ова само нешто што ми текна на искрено, секогаш од срце одговарам. Ете, тоа е нешто што може да го издвојам, ама и во тоа сум уживала. Сега помалку сати сакам да работам. Ако имам персонални, ќе работам повеќе сати плюс во денот, зашто нема. Тоа е 1 сат, 1 сат, 1 сат, тет, не ги правам ја двајца во еден сат. Па да викаме дека е персонален тренинг. Ги спомна и децата. Да. И беше едно, сега се две. Како
како е можно, тоест можно е, пошто очигледно е можно, го правиш, али додека немаше деца, имаше помалку групи, помалку работа, помалку пари, помалку ангажмани од страна, затоа што твоите, мислам, ангажмани не се само тренинзите, тука Не. и хил тими, и снимања, и секакви соработки со компании и така натаму, и на Инстаграм си активна. Како тогаш помалку беше продуктивна, а без деца, а сега со 2 деца успеваш да го изжонглираш целото Да, чудно време е и да тоа. успееш и утрински, и попладневни, и сега и у 2 сали, и онлайн платформа, и соработки, колаборации, и сопруг. Вака кога ми Сопруг кажуваш да го- све јас сум го правам. Не, да, во право си, сега тука си иде и самиот и прогрес на самата работа, нели? Дознавањето, учењето и слично. Ама факт е дека самото доаѓање на децата барем мене ми влијае многу позитивно во организација, во смиреност во работата. Значи, ако јас кога ќе слушат, нели, дека една бремена жена е понервозна и слично, јас сум обратно, јас сум генерално Тоа импулсивен вежбачите човек треба и да ги се. прашаме. Да, али мајчинството ме смири како личност премногу. У кој смисол фокусот- да станеш потрпелива? Па потрпелив. Аха. Да. Да се посветам повеќе на работата и планот. Поорганизиран си. Ја не знам како тоа само доаѓам, тоа нема дефиниција за некои работи, како има инстинктот мајчински, слично нема дефиниција ти како доаѓа тие деца на свет. Ти по дефолт си поорганизиран човек. Барем така мислам јас. Види, Мене и по тоа ми го дефи- донесе. По дефиниција викаат позафатен човек е попродуктивен и има поише време. Има море да од тогаш до тогаш календар. Каков календар? Све си памтиш, си правиш, тренинг сум памтела. Буквално денеска го знам тренингот на памет што треба да го направам. Како дојда, нели? Они буквално се смени организација, од чување, од тренинзи држање, од припремање на храна и сето тоа те прави појак човек. Денамерно не знаеш. Друга страна ја расширив популацијата на луѓе што ме следат, мајките ги земав. До тогаш бев од оние. Ајде са пишти детево тука, ти смета. А сега утре дента одиш ти твоето дете пишти, нели? Сите ги поминуваме тие фази, нели? Да. Кога ни смета, кога не сакаме, нели? Ти едноставно, немаш време за тренинг, мајка си, како ќе најдеш. Кога ќе се вратам сега што сум размислувала, ама и тоа е дел од животот, нели? Сите треба да го поминеме. Кога не знаеш. И таа мајка мене може и ме одследувала, не ќе не слуша бе да ја кажам, ја на не за шо правам 8 сати работам, се она тука ќе ми кажа не сум уморна, не сум ни вајде и односот не ми бил таков према не сум можела да го разбереш ти колку сакаш учи. Колку сакаш знај, меѓутоа тоа дека не го доживееш и видиш ти тогаш какво ти е времето и веќе 100% преку 50% нови луѓе ми доаѓаат во околината, што на социјални мрежи, што на вежбање, па тука се готвењата со деца, па пак нова публика, па рецепти, па тренинзи, па трудна вежбаш, па пак и се тука како си активен, како тоа го пренесуваш со цел план нормално, така ми порасна публиката. Самиот и живот, начинот на живот и текот на животот, како се расшири, значи јас си ги расширив и луѓето кои што публиката која што ќе биде заинтересирана за сето тоа, меѓутоа се надевам на правилен начин сум ги мотивирала претходно. Сигурно не сум ја мотивирала некоја мајка што вежбам 3 пати денот, што немам што да правам друго. Завршен више факултет, вежбам од Сабајле, кога сега памтам се на другарка те од Сабајле вежбаме, па немаме што да правиме, одиме пиеме кафе, па пак одиме до сала вежбаме, па пак се чекираме дека вежбаме, а некој до тоа сработел 8 сати од банка не излегол. Што би ја мотивирала јас, нели? Тек на живота, не викам дека е правилно, но сигурно сега да сум пак на тие години, пак истото ќе го направам. Сигурно немало да бидам подобра во однос на работата. Затоа ние многу е лошо ако застанеме таму. Ама јас сум пробала да созреам и да ги применам сите работи, да размислам, да се едуцирам, да барам совети, да учам, за да тоа отиде прогресивно. Јас наработам на себе, за да бидам подобар тренер, подобар едукатор, подобар, па и на крај психолог, си не сакајки. И тоа си затоа што работиш со голем број на луѓе, премногу. Да, а дали децата ти помогна во подобра комуникација со вежбачите, со следачите, или работата ти помогна во комуникацијата, пошто нема да ме изненади да е ова второто, пошто па не знам реално дали многу децата, не, него искуството и Атанас.
Атанас е тој што секогаш будно тивко следи се од надвор и ми кажува, не требаше вака да изреагираш, не треба вака, стај се на тоа место. Ама јас многу учам. Јас немам проблем некој ако ми каже дека сум сгрешила. Напротив, јас уште вечерта не можам да почекам ако на Јосиф нешто сум му направила, ако после со Атанас увидиме дека тоа не можам да дочекам утре ден, таба 11, јас сакам тоа да го решам. Немам проблем да се извинам, немам јас проблем со себе, мислам дека за сето тоа. И луѓе сме и грешиме и учиме, па тоа е работа на себе секој ден. Нема шанси, не застанува сето тоа. После работата со луѓето. Таа мислам дека ми има направено да го менувам односот помалку децата. Не. Ако вака гледам дека е само многу луѓе, се повеќе луѓе, или ќе утнеш и ќе не знаеш да се снајдеш тоа, или ќе инсхендлаш и ќе знаеш како се тоа да го како растати, како да комуницираш со нив, што да изфилтрираш, дека треба да му се замараш. На се мораш да вратиш, меѓутоа се да знаеш што ќе те погоди, ако ќе се вратам, нешто што ќе прочитам, знам дека пред 7 години, затоа и сум плачела. Па и може јав да ќе сум пишала, па може немало да спиам, сега не ме допира, например. И се е тоа растање со работата. Само пак ќе кажам, бираш како, или ќе останеш на истата позиција, нема да се развиваш како личност и сега ќе ги губиш луѓето, или нема сите да бидат задоволни, да не се лажеме. Секад ќе се сгреши, секад ќе се утне нешто, со луѓе се работи, не е на сите изденот, не треба некој да ме разбере, ма доволно е некојаш од них што некој лошо да те разбере. И нема назад тука, нема после се докажува, ама ја не сум таква, тоа е. Тоа е сегде, цело време е таков животот и тука не треба ја не се нервирам за тоа е тоа. Се погодило така, и јас се знам себе си, знам со која намера сум го направила или сум го кажала нешто. Да, види, особено еве, пошто барем и тој дел од работата го знам како изгледа, особено на социјални мрежи, кој ќе објавиш нешто, е многу лошо кога, нели, не можеш да се докажеш не после. Чекај што мислев, знаеш, прво е многу често ќе биде пишано тотална така ти брзаш и ти е хаос. Денот ти гледаш нешто да објавиш и ќе биде пишано, кај што нема интонација на глас, фаца и слично за да го и така па го разбира на погрешен начин, па да се дообјаснуваш. Али што би било ако па не се социјалните мрежи? Нема шанси. Затоа е компромис и нема да има секад задоволни. Зашто јас себе ми се случува не сакајки. Ќе ставам стори, ќе ми се отвори порака од некого, на син, никад не оставам. Значи ми се случува. Тоа нема шанс, ако било на тренинг, сигурно нема на тренинг да враќам пораки, после имаме ете ти не врати. Нема објаснување. Тоа е тоа, не сум вратил. Ако сакаш повторно додиме понатака, мори никако народ малце па да се смениме. Да, не се па сега на све нешто да сме навредени и слично. Значи добро, има зошто го направи, па пробај втор пат, па нема звездата да ти падне ако еднаш некој не ти вратил или нешто, мораш да сватиш дека ти не си единствениот, дека она е единствената. За жал. Значи, сега има многу луѓе и еден што одговара на тие луѓе. Точно, сме 10 тренери, ама затоа сте 10.000 луѓе. Фактички, јас сум 1 на 1000. И сега таа е што некад ништо страшно втор обид, а ако тоа ти е проблем, може па и не треба да сме заедно. Односно, не треба да сме клиентот и вежбачот и тренерот. Нели? Апсолутно. Мора да се едуцираме и ние како народ. Барем јас така мислам, дека не е све до системот. Не, па ние кој системот го правиме ние, дека таму некои запчаници има позади, па нешто треба. Ама тоа е само работа на себе, како во работата, така и во секојдневниот живот, и во мајчинство, и во партнерство, во се. Ова ќе биде следново нешто, е тема која што е доста сензитивна, тоа е дебелина. Да. И знам во едно твое гостување имаше се спомна моментот дебелина и дури тоа не излезе во етер. Да, ми го скратија. Што по мене е проблематично, зашто нечи став за било каква тема знаеш, треба да биде цензуриран. Да. Имам многу слично размислување на темава, али еве затоа сакам да ја отвориме темава, а тоа е дека, знаеш, денеска дебелината е честа појава кај многу луѓе и е пандемија, сериозно го терети здравјето сечие, создава така нарушено здравје, не е само проблем за тој што му е нарушено здравјето, проблем е и за останатите околу него, проблем е за
системот на државата, здравствениот систем, бидејќи ти си потенцијален трошок во иднина, фондот за Апсолутно. здравство ќе одвојува пари за да ти ги плати лековите, операциите и така натаму. Од друга страна имаме трендови кои што нели зборуваат за тоа сите да бидат прифатени, body positivity и така натаму, кои што се супер, затоа што јас сум бил со 25 килограми вишок и фала Богу дека не сум сакал да бидам неприфатен, но дали сметаш дека таквите трендови на кај што треба да се затскрива дебелината, дека не е ништо страшно и дека луѓето не го прават намерно и дека не треба да се форсира, туку напротив да се им овозможува нели во бутици да може да си најдат облека и дури реклами гледаме денеска со луѓе со вишок на килажа, дали сметаш дека тоа може да помогне уште повеќе да отидеме во дебелина? И што ти им зборуваш на луѓето околу тебе и кој е твојот став поврзан со Вака, со треба да направиме ние дебелината? разлика. Едно е да го прифатиме. Како нема да го прифатиме, што ќе му речеме, ти си дебел, извини, не припаѓаш на заедница. Прифаќањето е едно. Ама фалењето со тоа, за да добиеме бодови, е сосема друго. Денеска, се ќе се направи за да се биде актуелен на социјални мрежи. И тоа го направи ова. Само заради тоа. Секој сака да биде, да добие шерови, да добие views и како и се тоа се да се вика, не ги знам скроз тие работи, да се гледа и по мојот профил дека не знам толку тоа у тренд, ја тоа што мислам тоа го остава не дека тоа е модерно или треба у толку и толку сат да се стави. Да не го објавуваш за да не можам за да и се тоа. допадне на публиката, Тоа што туку го тоа мислам, на веруваш. некој ќе му се допадне, на некој нема да му се допадне. И сега тука сме заглавени ние. Дека тоа го правиме и го прикажуваме дека е добро и го пренесуваме на младите. Јас не можам не знам сега, понекогаш ти велам, па дали треба да дискутираме за ова, зашто ние пред да збориме за дебелина, ние збориме за здравје. Јас секогаш им кажувам, пред да ми кажувате мене, дека не ќе да се гледате во 42 фарберки, што и да значи тој конфекцијски број, не знам. Ама често, 42, 44 сум, не можам да се гледам. Дали вие разбирате дека пред да се здебелиме надвор, дека нешто се случува внатре со нашите внатрешни органи? Дека ние, како тоа, внатре што? Внатре е се окей, ама ние само надвор не изгледаме добро. Ја тоа сметам дека е супер алатка за да му навлеземе на некој во мозокот, за да малце го потикнеме некако да размислуваме. Чекај, па што се тоа висцерални масти? Па чекај, што е тоа за дебелување на органите? Па што е тоа после дисфункција на органите? Што значи намалена функција на органите? Тоа значи здравје. Не може никој да ми каже дека дојдовме до време каде што на плажа во 21 век мајките се позгодни од своите девојчиња. Тоа е тажно. Тоа е жално. Мислам, јас го гледам од своето сопствено дете, едно е женско, едно е машко, жените со хормоните, нели и сето тоа си имаме природен поголем проблем. Јас го гледам тоа и од Зои, значи се плашам уште сега, реално кој сака нека ми каже дека се оптеретувам и дека тоа не е нормално, кој ќе ги сноси после последиците на сето тоа. Значи дај да почнеме од здравје и не може никој да ми каже дека сега ние треба тоа да го одобриме дека е нормално да биде така. Сега ние така тоа уствари се промовира. Мислам, тука сум чиста, концизна, јасна дека не, ама дека треба да помогнеме, дека треба да помогнеме во тој систем, да се направат резултати, да се каже како да не си смејуваме, тоа ги учиме од мали децата, сега ние нема некој возрастен да го едуцираме како треба да се однесува со сето тоа, ама дека со тоа треба да се фалиме, дека се прифаќаме себе си, не. Само со тоа што јавно сме кажани, ние си го задоволуваме на собственото како проблем што го имаме. Празнина. Некоја си, предпоставувам. И јас се работам со такви луѓе и немаме никаков проблем и не е кој само ќе се прифати во таква ситуација, не. Значи не е само прифаќање изгледот. Каков изглед, што зборуваме тука за изглед, секој си знае за себе за изглед, никад ништо не сум дискутирал, зашто јас никад не сум имала идеален изглед, ако е за така како што очекувала публиката, или сум очекувала јас. Јас снимам денеска видеа на платформата каде што ми виси кожа, каде што никад не облеков. Ако ми е топло во кроп топ сум, виси кожа, диастаз, лом сум, например, видеата одат во етер и не се замарам, таа сум јас.
Значи, родила 2 деца, максимум пробам со исхраната да направам, ако ти се допаѓам добро, ако не, апсолутно не ми е гаља. Ничие нема да задоволам друго мислење за тоа како јас изгледам. И тука е така, зошто ја да се замарам или да го давам на пиедестал изгледот. Дека тоа е битното и тоа да биде позитивноста, не. Да зборуваме, јас тука за здравието би зборувала. Колку е загрозено здравието во таа ситуација, дека ние за здравието, затоа ги правиме навиките кај децата, за да не дојде до таа ситуација. Не забрануваме, не го учиме, правиме навики, не забрани, него градиме добри навики за да не дојде до сето тоа. Да, и мислам и со баш пред неколку епизоди гостинка беше Сонја Пановска, она работи на ендокринологија и тоа зборуваше дека најголемиот проблем кај девојчињата во однос на хормони се создава у детство, а не подоцна, затоа што знаеш перцепцијата на жените е дека нели веќе околу 25-30 години не бе, ја ми се деси нешто со тироидната и не ти се деси ништо. Значи тоа е билдано, акумулирано, пошто ти се, знаеш кој што кажа многу убаво тогаш Сонја кажа, ти се раѓаш со нормален метаболизам. Не се раѓаш ти со проблем. Сега има. Добро, не збориме. Ама тоа се исклучоци. И ти со тек на годините го создаваш. И затоа што е многу потешко после да го оправаш, па нели затоа ај да се прифатиме. Па така и со инсулинот. Да. Ама не, ти прифати се. Ама работи за да го смениш тоа. Значи мене, многу ги користат тие трендови за да не се создаде, да не си создадат притисок дека треба да сменат нешто навиките. Да, и бараме теми да сме актуелни, бараме теми, се се испитува се, сега до некња се јадеше вака овошјето, пример, јас сум и против тие некои работи. Сега тоа до срж некој институтот, па не мора нешто да прават, тоа им е работа, мора да истражуваат и да прават. Са не се на тоа ако подлегнувам и правиме кај ќе ни биде крајот, кај е денот, кај се обврските во текот на денот. Така и со ова, сите бараме да најдеме начини, мора ние како луѓе да филтрираме. Што е заради реклама, што е заради правилно, што вреди да се прочита и да се практикува. Јас се кажа за шеќерот, со инсулинот го кажувам тоа. Како ја денеска отидов да проверам крвна слика, од денес имам шеќер. Како од денеска имаш шеќер? Не, едноставно веќе телото дава знак дека за целиот тој шеќер што си го внесел низ годините во твоето тело, дека веќе инсулинот нема да се лачи, вика стоп другарче. Доста ме малтретираш. Оди од надвор, боцкај се со инсулин. Се ова е пластично кажано, ама не од денес. До вчера немав правев крвна слика, од денеска имам. Не од денес, само од денес твоето тело дава знак, односно резултат на тоа ти што си му правил низ годините уназад. А ние сите си носиме генетика различна, кај некој тоа на 20, 30, камо да е на 80, па ама сега нели не знаеме што носиме во себе, за да кога тоа се експресира надвор. Дали гледаш примери кај тебе, верувам гледаш на почеток, ама ги менуваш, се трудиш да ги им наметнеш други навики, дали вежбањето може да ти испере ако имаш лоша исхрана? Никако. Значи едното со другото си се сосема различни. Како, значи тоа сега ќе го прочитате. Не можеш толку да потрошиш колку што можеш да изедеш. Значи шанси нема, ти седен тренинг, 1 сат прво кој има. Не збориме за оние endurance што вежбаат. Таму бога ми им треба плюс. Дај да ги тргнеме тие на страна да не се најдат и во. Не, за рекреативец вежбаат човек кој што доаѓа кај тебе. Значи треба да се направи разлика зошто вежбам и зошто се хранам. Многу се различни. Од една страна функционираат заедно, ама различни се. Ти не можеш. Се случува неколку, имам така примери, што сериозно таков им е организмот, да, ете тренингот буквално им влијае повеќе него исхраната. Знаете колку се тоа малку? Многу малку примери се тоа. Значи, нас исхраната ни е првенствено за исхрана на нашите клетки, за правилно да функционира нашето тело и сите ни требаат одреден број на калории преку храна што треба да ги внесеме во текот на денот. Вежбањето е за да не држи здрав стол, здраво тело, да изгледаме пофит, да истонизираме мускул и успат да потрошиме некоја калорија. Можда плюс што ќе донесе, еве, ако јас сакам само да се одржувам,
плюс 300 калории, на пример, едно оброче во текот на денот, толку ќе замени тренингот, значи нема шанси, то не постои такво нешто, нема, а има, се случува. Еве ќе извежам, не можам денеска, ау не, овој дај нешто малце побрзо 1 сат, што јаде вчера, нема шанси. Прво тоа вчера до денес уште не ни стигнало, уште е храна, уште не ни стигнало да се разгради за да влезе во своите биохемиски градивни единки во нашето тело, па камоли да го трошиш, со тоа не треба ни да се замараме ни ништо. Едноставно треба да гледаме храната како еден одржлив систем кој што ќе ни даде квалитетно секој деневие, а вежбањето на дополнување на сето тоа, за да после 10 години да нема случка кој што имав јас у фамилија, да се сврти да го земе лаптопот и да се укочиш, да се посегнеш по детето и да се укочиш доле, да ти даде функционалност на твоето тело во текот на животот. Мора да разграничиме. Ние се сменја работите зашто вежбаме и зашто јадеме. И сега малце се враќаме на некоја основа, као чека се 10% вежба, а ти се хранат така како на Инстаграм, за да така изгледат. Ни така може да изгледаме, ни така треба да правиме, ни па ние имаме време за тоа да го правиме. Кој има секоја му чест и не припаѓа во оваа група на луѓе. Оди, прави... Ама ќе снема, види, тоа не е на долг рок одржливо за... Нека прават, нека прават и нема врска, ама останатите 90-80% ма нема врска тоа со хранење, со јадење, ќе потрошам, ќе истрошам, вака ќе изгледам. Не, ти треба си најдобрата верзија од себе како што можеш да бидеш, треба да си свесен дека 8 сати минимум работиш во текот на денот, плюс деца, фамилија немаш, имаш, се тоа дека 1 сат ти останува 2 во текот на денот, да извежбаш и уште нешто да сготвиш. Нити ни доаѓа на памет да ги поврзеш работите дека тоа што ќе го, дека со вежбањето ќе испереш храната. Која храна? Да, има такви денови, се случува сум јадел, се тоа супер си изел, нека ти е на здравје, што се вика, и утре дента тере го денот како што треба. Не можешме ништо ни од тоа да вратиме назад. Не постои такво нешто, мислам сите тоа го знаеме, ама сакаме да слушаме обратно. Ние не знаеме да го слушаме тоа што не ни одговара и тоа е многу голем проблем. Пошто сакаме тоа да го слушнеме, ако не го слушаме тоа не фрустрира, место да ги смениме навиките, мислите, многу добро знаеме, ние читаме, ама тоа не ни одговара. И го скокаме се, ај ќе потрошиме. Да, ќе потрошиме со трчање можда на водно 2 сати, ама никој тоа нема да го направи. Да, може. И преку 1000 калории ќе се потроши, тоа можеш да јадеш. Мора да ги разграничиме работите зашто го правиме се тоа. Мене ми е многу жал што дојде до ова да не можеме да зборуваме зашто е исхраната, зашто е вежбањето. Као на што се сведе вежбањето и исхраната. Да. Да лебот е штетен да дојде ред да правиме муабет. Мислам, до таму дојде работата. И сега или да ти е криво денеска што си бил на слави, толку си изел. Зошто? Како сме живееле ние порано? Или како казнет да се таму да или обратно. Ама нема, значи ти или имаш или немаш добри навики, работиш на себе да ги направиш добрите навики и тоа апсолутно идат празници, кој нема да качи кило 2 сега за овие празници, од самото седење дома, па тоа не е ништо страшно, луѓе, какви се тие фрустрации, какво е тоа нервоза за себе и после да паѓаме во депресија да шетам по дома и да продолжиме понатака. Да, кога ќе па ти мириш калории. Па јас мирам за да ви ги објавам, зашто има луѓе што сериозно не знаат колку една цезар салата на пример има. Дека телото денеска му треба од прилика просечно 2000 калории да внесе и сега не знаат луѓето што се 2000 калории. Ние како тренери затоа објавуваме, ама ја не мерам, ни ти треба да мериш, освен ако сега за почеток си па битно е са нема 3 цезар салати да изедеш. Тоа е па да знам дека ова одговара на 500 калории. Тоа е некоја од прилика, ние затоа тоа го пласираме за луѓето да имаат представа, да ги едуцираме, ама не дека треба тоа да се мери, али од друга страна па мора да се знае, нели? Не да се правиме на удрени сега, дека не само на удрени, знаеш, да имаш осет во текот на денот, да не ти проклизнат 1000 калории од ништо. Од маслиново масло, од грицки и од нешто. Така да затоа да се вратиме на таа основа дека немаме ние сите време за тоа, ама најчесто тоа па не фрустрира за да немаме после да си го задржиме континуитетот во денот. Заради тој прекин, заради тоа прејадување, не треба. Треба само да сме свесни што правиме. Зошто го правиме тоа и дека ние едноставно си имаме добра навика, утре одам пазара ми си продолжува бреденот како што си тера. А сега да кажуваме што е штетно, што е, мислам, тоа сите знаеме, или сакаш да направиш промена или не сакаш, а никој не може со сила ништо да му наметнеме. Да. Вакво твојот ден успеваш да го организираш со подготовка на храна претходен ден, јадеш надвор? Да, ама поретко. Откако се децата, порано јадевме многу надвор јадевме. И реално и помал трошок. И 3 оброка во денот, еден омлет ќе направиме, ќе купиме некој, значи многу полесно бил. Немам проблем сега, искрено ми е важно. Плюс ја држам будна
публиката, па као некако како да имам должност, леле 3 дена ме нема сега со отварање на новата сала и пишувам. Дечки, овие 5 дена не готвам ништо што стигнам, јадам, него не е добро сервирано, ама приготвувам. И јас тоа и го објавувам, си имам некои шеми направено, научени сме дома ладно да јадеме и ние и децата, као еве од типот дека денеска сум зафатена цел ден, од вчера се јада чорба од леќа. И немам со тоа што останала, нема да се фрли 2 дена и генерално готвам за 2-3 дена и 2-3 дена се јаде горе-доле истата храна, ладна ако се стопли, ако не се стопли, ама да, приготовка на храна е клуче, нема како, затоа што секогаш кога нема што да имаш да земеш, ќе посегнеш по лошото, не е лошо и во ресторан, ама не знаеш како го готват за заштеда на време. И тоа има неколку места каде што само би јадела, ама и мене ми е тоа трошење време. Секој едно седнување губам 2 сати, ондека се лажам, се жалам себе си дека немам време книга да прочитам стручна литература, а имам 2 сати време, пошто седиш тоа па кафето, па и доседи, па на телефона танга и 2 сати ми поминале. А онда ќе дом леле, нас па немам време, ете книга на ја отворив курсот еден уште ми стои што го поминувам, го учам, сега за тоа немам време, а имам 2 сати, као. И тука си работам пак на будноста, на свесноста зашто го трошам времето и ама готвиме. Многу готвам и сакам дома и сакам свежо приготвено и знам што сум ставила. Никош тоа не може да е 100% добро, ама е секако подобро него од надвор. Апсолутно. На вакво знам дека и предавањата се уште ги правите? Да. За исхрана? Да. Па клучот е. Еднаш месечно како ви беше? Зависи тоа е сега на пример колку нови доаѓаат, колку не знаат. Осеќам некогаш на пример знае Елена бек има предавање и знам дека повеќе се собрале па ги интересира. Чувствувам тоа кога е потребно на заедницата, кога не е потребно. Сега си направив неколку видеа каде што малце подетално објаснувам на Инстаграм се, па имам рецепти на пример и сега полесно ми е за да им го скратам целото предавање, им го пуштам видеото. Пошто не па секој сака толку стручно да слуша, некому треба дај кажи ми се како треба да одредам да јадам и дај ми рецепти. Го ми тоа направени, сега си го леснив малце животот со предавањето, зашто снимив 6-7 минутни видеа и им ги пуштам. Еве, види во која група си како што треба да пресметаш и слушајме. Еве ти 100 рецепти, идеи, пресметани се како треба да јадеш, бујрам до тебе. На сите вежбачи им е достапна сите. платформава Хилтими со рецепти? Сите, и на вежбачите, и на тие што си се на самата платформа. Значи, секој што ќе дое без разлика од кој вид на тренинг вежба, дали е сала, една сала, друга сала, онлайн или платформа, исхраната е добива. Тоа сега е последните години откако јас направив некоја база. Исхраната во смисла им праќаш некаков PDF или не добива пристап до содржините? Може и така и така, како сака, на кој како му е полесно. Некој не сака да се замара со платформата, како му е too complicated или не, едноставно имам и PDF. Кој сака, што сака си добива, зашто ги делиме па на две различни групи. Некој само сака да се стави во ред. Едноставно само да си го смени начинот на исхрана, не го интересира калории, волку, него е на како би требало, па еве 3 оброци главни да имаш, 1-2 ужинки, супер ми е PDF-от, има премногу листаат, си прават за цела фамилија, се јада и се супер задоволни. Има некои малце повеќе што сакаат и се на платформата, пошто компјутери се тоа полесно со срчеви, со пресметано нели и слично, сакаат подетално, така и функционира главата, затоа и се делиме на различни луѓе. И они сакаат таму, точно, стриктно, толку измерено, направено, значи имам за сите. Имам за кој само сака да се стави во ред и да си го смени начинот на живот. Имам овие не само во ред, него овие си сакаат некаков резултат сериозен. Сега тие не може денес правам, утре не правам. Ако сака мора да се фати за работа 10-12 недели за да види некаков резултат на себе. Али генерално едукација добиваат сите, затоа што и тоа е многу важно. Не е само да дојде да се извежба, не е работата на тренерот само да го даде тренингот, тоа е најлесно. Да. Тренинг ќе препишеш и ќе го дадеш. Него што све треба онда му направиш за да му го смениш начинот на живот. Иначе да, сите добиваат. Најголем дел се девојки. Кај мене, па да, кај мене. Тоа не значи дека тренингот не може да биде адаптиран за онлайн вежбаат мажи, особено што се подалеку од странство што се. А у сала? У сала имам, што не сакаат. Обично се тоа што повеќе не сакаат килажи, што се трчаат, возат велосипеди по планина и слично, и под динамиката им одговара на овој тренинг, едноставно не бираат да вежбаат кајата, зашто не ќе да мислат толку. Кога таму има техника, да научи клин, да научи нешто, он сака да дојде цел час да вежба и да не мисли. Мојот тренинг малце така е.
Повеќе катана сега има тоа техника да се Добро, тоа научи не да значи се дека помене. не е правилна изведбата, Не, немој да не биде апсолутно разбрано погрешно. Не, ама реално ваму кросфитот самиот по себе е захтевен во однос на многу учење. Реално сега кај мене помалку има учење на вежби, се прават слични, ама не, захтевно е особено не се дека се работиш со мала килажа се е полесно, ама Не, дека го рече кај мене така е, ме размислиш дека не, после вози, он сакаат на пример послободно со мозокот да не се замараат. Многу јас само си давам заменски вежби обично кога се заднеки слично, нели да се горен дел да сработат повеќе, им го модифицирам тренингот и се вежбат ама помалку се реално, али има што сакаат, ама знаат многу често после да ми избегаат кајата. Ќе видат, не видат, ама сакаат. Да прогресираат. Да, а на онлайн обавезно, мислам мажите еве од Охрид, од Германија, сите тие што се си добиваат кога ќе почнам го дам тренингот и сега. Вие со колената и долниот дел од грбот ова правите, ова не правите, вие трудните ова правите, не правите, момци вие правите. Друг има некој за заменска, значи се прилагодува, само треба да има желба тренерот да се замара. Да. Иначе, пошто губиш плюс 10 минути време, па и ова не можам, па немам ова, па не можам и сега тука ти ги тестира се до каде можеш да истрпиш за да дадеш заменски вежби. Да, затоа само мислам дека ме бираат тие луѓе што се наручени на по endurance тренинзи и слично. Ама и менувам и ги учам полека и кај да и тие ќе отидат кај. А у новата сала не Ти си има. припрема уствари за кајата. Да. Супер, Елена, баш ми беше драго што еве најдовме време да го оствариме ова подкастов да го снимиме. Мислам дека ќе имаат што да се инспирираат и тие што веќе да следат. И тие кои што можеби прв пат ќе те гледаат. Така да баш пост новогодишно ќе биде добар буст за новогодишни резолуции и верувам дека некој ќе го видиш у сала у Карпош со термини ако ти се веќе фул, така или па има не ги отворивме сите. Ама првите што ги отворивме, леле се наполнија така на моја чест и задоволство што не ми се вруваше дека до сега сум работела постепено со нови луѓе, а сега одеднаш не се ни познаваме, тешко ми уште да ги научам, така, малце ми отежна сега. Да, уствари ти никогаш си немала на тој предел? Не, толку голема количина на почетници одеднаш. Да, си видов маку работата, доаѓам поизморена, например, затоа што е позахтевно. Ваму работиш низ годините. 15 години едни исти вежбаат со мене. Значи имам пример да кажам, че и са нов. И ќе дојде двајца нови во група, ти само на нив е целиот фокус. Сега се 20. Сега 3 тренери сме за тоа у една група, додека сето тоа да го, ама сосема е нормално. Јас и на почетокот на часовите кажав дека мора да има трпение од двете страни за се. Кога ти е и нов тренерот, треба да си трпелив, да му го научиш речникот, начинот на работа и обратно со вежбачите, дека не сме да се фрустрираме и дека мора да му за себе адаптација, така и тренингот. И новите што ги дојдат и во старата сала, стара нова сала. Истото им го кажуваме за две нови и можеме многу повеќе да им се посветиме. Ама мислам дека брзо ќе застанеме така посигурни на нозе, па ја да видам малце поголем зорт и мене ми е предизвик. Така е. Предизвик ми е. Мислам онака одам и го мислам и сум надвор од комфорт зона што можда и ми фалеше пак за некаков си дополнителен раст и развој во работата. Многу живав и јас, супер, ми дојде муабетов и си се... Супер, фала ти, среќни празници да си имате и така, и ние да се видиме пак. И се гледаме, не да, се редовно. во тебе и твоите прашања, така да ќе најдеш нешто да ме викнеш ново, пак. Да. Јас ќе дојам да избегам од дома, пошто ми прија вака. Супер, фала ти. Фала и на тебе.